Судската разрешница на една дивоградба во Долни Подлог, за која лицето Бошко Алексов со место на живење на улицата Митко Беќарски во Кочани, а престојувалиште во Долни Подлог, заработил кривична пријава и во судска постапка е осуден на 1 година затвор. Условно, доколку во текот на 2 години не го повтори истото дело, ја подигна на повисок степен одговорноста кога е во прашање бесправна градба, како во државата, така и во општина Кочани. Случајот предизвика интереси кај дел од советниците во Советот на општина Кочани, кои побараа подетална информација, но предизвика и коментар на градоначалникот Љупчо Папазов, кој го поврза со тековната постапка за вработување на градежен инспектор, токму заради поефикасното справување со дивоградбите. Дотолку повеќе што кривичните дела повлекуваат сериозни казни и големи глоби, кои може да имаат потешки и подолгорочни последици за сторителите. Инаку, за случајот во Долни Подлог, карактеристично е што Бошко Алексов, според пресудата врз основа на признаена вина, се води како син на таткото Бајрам и мајката Зумбуле и се јавува како инвеститор на градба на земјиште лоцирано на катастарската парцела број 1611 во катастарската општина Долни Подлог, која изградил без одобрение на надлежен орган и без соодветна техничка документација. Со пресудата му се одзема објектот на инвеститорот во корист на Република Северна Македонија. Меѓутоа, обранувањето околу овој случај со судска разрешница укажуваат и на други пропусти и слабости во делот на градежната инспекција, која поради недоволна екипираност остава можност за пораст на бесправна градба, што од една страна го оштетува буџетот на општината, а од друга страна ги доведува во непријатна ситуација прекршителите на законот.